Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Денес се одбележуваат 2 години од трагичната несреќа кај Ласкарци. Планинарите посочуваат на штетите од изградбата на малите хидроцентрали на Шара. За неполни 2 недели во Гостивар над 150 возачи биле казнети поради непрописно паркирање на возилата. Денес се одбележува 2 годишнината од трагичната автобуска несреќа на автопатот Тетово-Скопје кај селото Ласкарци. Во чест на жртвите беше положено цвеќе на местото на несреќата, а се организира и меморијален марш. 2 години од страотната автобуска несреќа кај селото Ласкарци, во која загинаа 16 жители на Гостивар и околината. Тагата и болката по загубените човечки животи се уште се големи. 13 февруари 2019 во меморијата на гостиварци останува запишан како мрачен и трагичен датум. 2 годишнината од несреќата се одбележа со положување на цвеќе на местото на ковниот настан. На иницијатива на повеќе спортски клубови под покровителство на општина Гостивар се организира и меморијален марш, кој годинава поради временските прилики е во скратена форма. 13 февруари 2019 година, за жал во местото кај што стоиме, починаа 16 граѓани генерално на општина Гостивар, имаше и од општина Врапчиште. Ние одлучивме денеска само да дојдеме, да го одбележиме овој ден, дека не сме ги заборавиле, дека не сакаме никогаш да се повторат вакви трагедии и да покажеме дека овие трагедии треба да ни бидат поука за понатаму, се со цел да не се повторат никогаш. Тоа е накратко, ние ќе продолжиме со еден марш кој што ќе започне од патарината во општина Гостивар и ќе продолжи во центарот на градот. Сакаме да испратиме порака до сите надлежни институции да превземат мерки, да вакви трагедии уште еднаш не ни се случат во оваа држава и да ги сензибилизираме сите учесници во сообраќајот. Сакам да му се заблагодарам и на градоначалникот Арбен Таравари и на општина Гостивар за финансиската поддршка, за моралната поддршка и за целата логистика. Сакам исто да им се заблагодарам на секторот за внатрешни работи во Тетово, кои ни дадоа дозвола да го реализираме овој марш. Жителите на Ласкарци по несреќата беа првите кои притрчале да помагаат во спасување на повредени патници од автобусот. Тие велат дека со тага се сеќаваат на лошиот настан и сметаат дека на местото треба да се подигне спомен обележје во чест на жртвите. Треба да има спомен бележи тука, да секоја година секој што ќе помине да посети да ги посети овие тука што се деше на овој момент, на оваа трагедија тука што беше. На денешен датум пред 2 години, автобусот на Дурмо Турс кој тргнува кон Гостивар од Скопската автобуска станица во 16 часот и 15 минути со 51 патник, излета од коловозот, ги проби банкините, падна и се преврте на стариот дел од патот. Згаснаа 16 човечки животи, а голем дел од патниците беа повредени. Во случајот обвинети се 6 лица. 3 се товарат за сторени тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, а 3 за соучество во истото дело. Судскиот процес кој се води пред Основниот кривичен суд во Скопје се уште трае. Се очекува да влезе во завршна фаза следниот месец. Шара располага со раскошна убавина и прекрасни природни локации, кои допред некое време беа недопрени, но со започнувањето на процесот на градба на мали хидроцентрали на повеќе места може да се забележи уништување на природата. Планинарите долго време реагираат, но и посочуваат на решенија. Природата секогаш ги носи боите на духот.
Оваа мисла ја кажал поетот Ралф Валдо Емерсон. Доказ за неговата мисла и раскошната природа со која располага Шара, мелем за сите влюбеници во планинарството, но и непроценливо природно богатство од кое секое живо суштество добива придобивки. За жал, во последниот период дивата сеча е се поприсутна, но уште поголем проблем се и малите хидроцентрали кои се градат на повеќе локации. Горчина, тага, немир, немоќ. Вака се чувствуваат планинарите кога ќе ги здогледаат бетонските зданија, вели Бошко Видоески, кој се занимава со планинарство долги години. Воопшто не е пријатно кога пешачејќи низ прекрасна природа ќе навлезете во некое поле на деструкција предизвикано од човек. Практично ние планинарите сме сведоци на таквите работи кога одиме по планините и тоа се случува пред нашите очи. Ние сме намоќни околу да преземеме било што околу тоа. Така што во секој случај чувството е многу лошо. Видоески е и архитект. Тој ги објаснува штетите кои се направени со градењето на хидроцентралите и посочува на решение. Штетите можеме да ги разгледуваме од неколку гледни точки. Првата гледна точка веројатно е рефлексна, е емотивна и има врска со некаков си естетски карактер на штетата, односно секој планинар, секој добронамерник кога оди нагоре, рефлексно емотивно реагира доколку природата не е убава како што била претходно, доколку е нарушена нејзината автентичност. За жал сметам дека овој естетски карактер има и геоморфолошка смисла, бидејќи се нарушени некои релефни посебности во зафатените подрачја. Освен тоа, секако веќе ја знаеме штетата која што ја трпи живиот свет внатре во реката, живиот свет во подрачјата кои што зависат од реката. Освен тоа, нели, штета трпат и мештаните, земјоделието е погодено, се јавува недостаток на питка вода, недостаток на вода за нивни домашни потреби. Друг сериозен проблем е секако фактот дека за воопшто да изградите мала хидроцентрала во некое место кое што е отсечено, до таму ви е потребен пристапен пат, кој што е долг неколку километри. Освен тоа, практично се ора целата локација за да се изгради воопшто, за потребите на изведбата да се изгради хидроцентралата, потребно е целата локација да се изора. Сите тие пристапни патишта и приоди придонесуваат за сечана шума, придонесуваат за намалување на тревнати површини, создаваат ерозивни подрачја, се јавуваат и слечишта. И не треба да се заборави еден друг проблем кој што лежи во потенцијалот на тој наменски отворен пат во иднина да покани и други криминогени индивидуи да го искористат тој пат до таму да долечкаат механизација за да се направат други своји цврсти градби, своји дивоградби. Потребно е според мене да се редефинира законската регулатива, да се донесе нова, да се редефинира терминот на обновливи извори на енергија и од таму целосно да се изземат малите хидроцентрали како извор кој што можеби е обновлив во некоја смисла, нели потекнува од водата како истечна, меѓутоа создава практично необновливи штети по околината во секоја друга смисла. Освен тоа, нели кога ќе се среди законската регулатива, автоматски паѓаат во вода за мене смешните субвенции за изградба на мали хидроцентрали, повластената тарифа, а секако се отвора правен пат да станат ништовни концесиите кои веќе се склучени. И штом ќе ја испегламе таа законска рамка, нели мора да се зафатиме да работиме како држава на терен, односно да ја дадеме услови на самата планина да се излечи. Екологистите во неколку наврати како предлог за преземање го посочија и примерот од Босна и Херцеговина, каде што се укинаа сите субвенции за изградба на малите хидроцентрали, токму заради нивното штетно влијание врз природата. Председателот на владата пак Зоран Заев најави дека ќе биде раскината концесијата на најмалку една од малите хидроцентрали кои се градат во местноста Лешница на Шарпланина, додавајќи дека се прават анализи за другите 3 објекти кои се градат на ова подрачје. Целосно рушење на хидроцентралите, отстранување на градежниот шут, пошумување, санирање на ерозивните подрачја. Ова треба да го сторат луѓето, а потоа да ја оставиме природата самата да се обнови во наредните децении, заклучува Видоески. Председателот на владата Зоран Заев истакна дека првите вакцини се очекува да пристигнат во земјава до крајот на февруари. Тој ги објасни причините зошто доцнат вакцините на Pfizer од Србија и кога ќе се започне со процедура на транспорт на вакцините од Кина. Добија прво напречка со тоа што компанијата Pfizer не дозволи репродавање
на самата вакцина, разработувајќи начини како српската влада и српскиот претседател Вучич да помогнат, изнајдоа начин и замолија да прифатиме донација. Ке се раздужиме некогаш од прилика 60.000 евра или не знам колку вредат 4.000 вакцини или 120.000 евра 8 вакцини, но важно е да час поскоро почнеме, за да понатаму уште се новина е тоа што се појави повторно и проблем и за донацијата. Но верувам дека денови се во прашање, можеби и часови, да ја добиеме одобрението од Pfizer према Србија да може да ја репродадат или да ја донират вакцината. Ние сакаме да ја платиме, заради тоа што доволен е и голем е пријателскиот чин да се помогне на целиот овој наш народ. Верувам дека одобрението ќе стигне, се обидува директно претседателот Вучич, јас вртев, премиерката Брнабич, нашиот претседател Пендаровски и верувам дека се работи за правните тимови и адвокатски компании кои што го застапуваат Pfizer да ја дадат таа согласност за да може час поскоро да стигне. Официјално немаме добиено како вакцини како Западен Балкан или земји кандидати за членство во Европската унија или еве трите земји членки на НАТО, Северна Македонија, Албанија и Црна Гора немаме добиена вакцина. Причината е недоволните количини на вакцина. Но дефинитивно јас сум среќен што бројките се стабилни во државата и верувам дека со почитување на мерките ќе останат стабилни. Повеќе од пола од капацитетите во болниците се слободни, така да може малку да здивнат и здравствените работници во еден мал сегмент, а секако правиме напори час поскоро да стигнат вакцините. Кинеска нова година завршува на 18-ти, верувам дека тогаш некаде ќе можеме да се организираме и во делот на транспортот и тоа што треба да стигне. Така да, како што рековме, до крајот на февруари очекуваме да стигнат вакцините први во нашите земји. За неполни 2 недели во Гостивар над 150 возачи биле казнети поради непрописно паркирање на возилата. Целта на акциите кои полицијата ги спроведува во координација со локалната самоуправа е поголем ред во сообраќајот и паркирањето. Недостасува поголема сообраќајна дисциплина кај возачите во Гостивар, дека голем дел не ги почитуваат правилата и прописите, особено во делот на паркирањето, се покажува и преку резултатите од полициските акции. Во февруари, во просек дневно биле откриени по 12 возачи кои погрешно ги паркирале автомобилите. Ги оставале на тротоари во двојни редови на раскрсници. Активна била и пајак службата на предпријатието за паркинзи, која за неполни 2 недели подигнала 60 возила. Од почетокот на месецов, заклучно со денеска, вкупно преземени се над 150 мерки, кои во најголем број се однесувале на непрописно паркирање во така наречени двојни редови, непрописно паркирање во зона на крстосници, на тротоари, пешачки премини и на други недозволени места, како и на непрописно запирање на возилата. Во рамките на овие активности исто така, вкупно подигнати биле околу 60 на непрописно паркирани возила, пред се на улиците Браќа Джиновски и Гоце Делчев, кои во координација со локалната самоуправа, како што предмалку споменав, биле пренесени на соодветна локација за таа цел и намена. Од СВР Тетово најавуваат дека активностите за поголем ред со паркирањето во Гостивар со зголемен интензитет ќе продолжат и во наредниот период. Планирано е да бидат офатени и улиците Илинденска и Живко Брајковски. Целта на овие активности е, како што споменав, да се воспостави поголем ред и безбедност, да се намалат сообраќајните мешаници на гостиварските улици, особено во централното подрачје, дотолку повеќе што се најавуваат снежни врнежи, кои ќе го отежнат движењето на возилата и на сите учесници во сообраќајот. На сите возачи кои непрописно ги паркирале автомобилите им биле изготвени соодветни пријави, а зависно од видот и карактерот на прекршокот, казните се движат од 45 до 180 евра. Засилена акцијска контрола за престигнување била спроведена вчера на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово. Превземени биле 36 мерки. Во текот на вчерашниот ден, секторот за внатрешни работи Тетово спроведе зајакната акцијска контрола за санкционирање на прекршоци кои ги чинат возачите при пристигнување
при што превземени се 36 мерки, од кои 11 на Тетовското и 25 на поширокото гостиварско подрачје. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените глоби. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите граѓани да ги почитуваат максимално пропишаните сообраќајни правила и прописи и на тој начин да ја подобриме безбедноста во сообраќајот. Викендов продолжуваат возбудувањата во одбојкарското првенство на Македонија. Најинтересно се очекува да биде на локалниот дерби дуел помеѓу Лирија и Шкендија. Викендов ќе се одиграат надпреварите од третото коло на одбојкарското првенство на Македонија. Најинтересно се очекува да биде на дуелот во салата Гоце Делчев во Тетово, каде ќе се сретнат локалните ривали Лирија од Жаровјане и Шкендија. Двете екипи, откако не успеа да обезбедат пласман во плей-офот, се во битка за освојување на петтата позиција на табелата, која, иако нема резултатско значење, сепак е значајно за распределбата на спортските воучери од Агенцијата за млади и спорт. И ние се враќаме во првенство, каде што ни престоја два дерби надпревари со Шкендија сабота и другата сабота со Штип, каде што можеме да дојдеме до пето место. Затоа и ќе се бориме до крај. Ние ќе играме со наши сили, па да видиме како ќе биде, тие се дерби надпревари, па да видиме како ќе испадне на крај. Во плей-офот екипата на Универзитет Тетово после поразот во Струмица ќе бара рехабилитација на дуелот против Борецот Велес. Тетовската екипа во овој надпревар влегува како апсолутен фаворит и се очекува да забележи сигурна победа за враќање на победничките патеки. Почитувани гледачи, тоа беше се за денешните вести. Имајте пријатен викенд.